Антикризните мерки со кои под контрола се ставаат цените на храната за да се заштити животниот стандард треба да продолжат и по февруари, кога им истекува рокот, категорични се од синдикатот. Нашиот предлог на Сојузот на синдикати in Македонија е што подолго да се продолжи рокот на замрзнатите цени, бидејќи сами гледаме дека одредени артикли веќе се многу драстично зголемени, така да предлагаме што подолго да биде без некој рок на ограничување, можеби до лето, до таму, бидејќи веќе работниците имаат и други дополнителни трошкови сега, зима е од грење до се други потреби кои што во моментов ги имаат. Аргумент за ова е континуираното зголемување на вредноста на синдикалната минимална кошница. Негде за скоро 800-900 денари е веќе зголемена цената, односно до декември таму или октомври работевме по една друга методологија, веќе по новата методологија се зема дека е еnormно зголемена по онаја минимална кошничка која што ние ја правиме. Така да мислам дека треба и понатаму да цените бидат оние кои што беа замрзнати, барем основните прехранбени артикли, така да малку ја облажиме состојбата се додека нешто не се подобри околу финансиите и зголемување на минималната плата. Подолг период на контролирани цени на економијата може да и донесе контраефект, бидејќи не сите компании може да ги издржат сегашниот неповолен економски момент, сметаат економистите. Замрзнатите цени на краток рок даваат ефект. Луѓето се снабдуваат со пониски цени и така натаму. Меѓутоа на долг рок предизвикуваат други последици. Например, поради замрзнатите цени може да дојде до опаѓање на квалитетот на производите што се нудат. Да кажеме, тоа е едната работа. Друго, да се намалува грамажата, квалитетот на амбалажата, а на долгорочен рок немаат никаква економска оправданост. Со оглед на политичкиот момент и предизборието, најверојатно владините мерки ќе продолжат, но и со нив граѓаните се жалат дека им е прескапо, а убедени се дека трговците никој не може да ги контролира. Според нив, тие секогаш наоѓаат начин да го заобиколат и законот и владините одлуки. Се уште растат, никој не ги контролира ни ништо. Се е тоа, оле мајко. Може ли да се стави ред? Може, ама тоа владата треба да стави ред. Сега да видиме, ако доаат вија некои нови, може ќе стават ред, а вака сега не било ништо. Цените не се замрзнати, само лево и млекото се стабилни цени. Другите продукти одат нагоре. А нагоре си од кој ќе се контролира, кој ќе го контролира? Нема држава. А цените не приметуваме ништо дека паѓаат надолу. Или у секој продавница кај да улезеш, некаде со мала разлика, ама важно се високи. Во моментов, под контролирана цена се лебот, брашното, оризот, тестенините, производите од месо, млеко и други.